Самит на Берлински процес и цел европски крем во Тирана и билатерална средба на Еди Рама и Емануел Макрон. Во Скопје пак председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен со порака дека ако не го промениме уставот нема да напредуваме кон Европската унија. Според познавачите, ова е јасна порака дека Албанија е пред Македонија на европскиот пат и дека можеби веќе во декември ќе ги започне преговорите, со што ќе се одвие од овој процес со Македонија. Според поранешниот амбасадор Мартин Треневски и Албанија има проблеми во одредени процеси, пред се со корупцијата, но сепак по се изгледа е пред Македонија на европскиот пат. Дефинитивно меѓународната заедница, така наречена, конкретно Брисел, сака да ни прати некоја порака со тие потези, во смисол досега бевте кандидати во пакет, меѓутоа заради нерасположението за промени на уставот, може и ова да ви се случи. Сум на стојалиште дека сепак разумот ќе превладе, а не тие брутални голи политички интереси. И поранешниот амбасадор Маријан Ѓорчев има сличен став. Албанија може да почне преговори пред државава, бидејќи Македонија има услов преку кој тешко се минува, односно уставните измени. Разбира дека е чекор пред нас, затоа што таа веќе треба во декември да ги отпочне преговорите, после последниот извештај ќе биде сега во ноември на Европската комисија, но сега кој е во пред нас, затоа што таа нема услови, како што ние имаме во врска со непринципиелни, би рекол, недолично ставање на Македонија пред еден Рубикон, каде што мораме да направиме уставни измени за да почнеме преговорите. Друг голем проблем за Македонија може да биде состојбата со корупцијата и владењето на правото. Според Треневски тоа сигурно е нотирано и од странските партнери. Вели амбасадорите дојдени тука не се туристи, тука ја оценуваат работата на државата. Па ние имаме премиер, имаме советник за евроинтеграција, имаме и други структури кои што преку ноќ стана градоначалник бивши на Скопје, стана мултимилионери. Па некој треба да се запраша, чекај како? Тие се деца на арапски шеици или на Бил Гейтс и слични, па некој ќе треба и отчет да даде за тие работи. Инаку очекувањата се дека Албанија во декември ќе ја добие втората меѓувладина конференција, со што и официјално ќе биде одделена од пакетот со Македонија. Ние за сега добивме само прва меѓувладина конференција за сликање, но не и реален старт на преговорите со Европската унија.